Затворањето на училиштата во март годинава, карантин, полициски час, забрана за движење и уште ред други рестриктивни мерки во борбата против ковид. Ова секојдневие затвори голем дел од популацијата дома, но не и волонтерите на Црвениот крст. Напротив, велат тие, токму тогаш се стимулирале уште повеќе да помагаат и да се вклучат во овој хуман активизам. За младата Ангела Ѓоргиева, денот пред почетокот на школските онлайн активности и денеска почнува во Црвениот крст. Заедно со незините колешки ги добиваат првите задачи и задолженија за помош. Во цела Струмица и во цела Струмичка околина на најзагрозените семејства беа делени пакети и секаква помош. Така, дали им помагавте и на лицата, стари лица, кои што им треба, потребно им е намирници да набават, или лица кои биле во карантина не можат да излезат да си набават намирници, дали имавте таква и линија воспоставена? Да, дефинитивно имавме стручни работници кои се занимаваа секојдневно, беа во просториите на Црвен крст и добивавме повици од секакви луѓе, најчесто беа старите изнемоштени лица кои бараа помош и поддршка од нас, па дури и психичка поддршка, и нашите волонтери, да кажеме, и стручни работници секојдневно се бораа со тоа и дава помош, помага, беа на терен, купуваа намирници. Нивното присуство беше забележливо и на сите настани кои летово го збогатуваа културниот живот во Струмица. Тоа ни е работа на нас и поголема мотивација добивавме. Еве денес скоро 2 месеци бевме на терен, секоја вечер и макотрпно работевме сите до еден. Ангела вели дека сепак како млади и за нив целата ситуација била нова и делумно непријатна. Влијаше лошо, искрено. Младите навистина сакаа да бидат по цел ден на терен, навикнати беа, сите има идеи што со душа чекавме да ги реализираме, но кога не ставија во карантин се онлайн правевме и тоа беа најчесто некои обуки, предавања и ништо од тоа што сакавме не успеавме да го реализираме. Се надевам нели во блиска иднина ќе спремаме се. Па добро, ние не знам, секојдневно црпиме некаква мотивација и од вработените кои се стално на терен и тие се ни единствено најголема мотивација што ги гледаме секојдневно нив. Волонтерскиот список на Црвениот крст е долг, но само 30 редовно доаѓаат да ги завршуваат своите задолженија. Велат дека се привикнале на реалноста, но се обидуваат со секоја своја активност и со секое свое дело да им ја улеснат реалноста на оние кои не се снаоѓаат најдобро во времето на пандемијата со COVID-19.